Темелни уставни реформи на база на експертска анализа, право на апсолутно вето на председателот, избор на председател во собрание и воопшто да не се чепка уставот. Ова се дел од ставовите на кандидатите за шеф на државата во врска со промена на највисокиот правен акт. Вметнување на бугарите и на други малцинства во преамбулата, но и замена на формулацијата 20% со албански јазик. Ова би биле измените на кои е подготвен кандидатот за председател Стево Пендаровски, кој смета и дека суспензивното вето треба да се замени со апсолутно, со што шефот на државата би имал поголема моќ. Мислам дека имаме поприоритетни работи во однос на европската интеграција, да ги ставиме бугарите во устав. Сум за тоа. И ако се отвара уставот, се разбери, ако има 2/3 за сето тоа, бидејќи без 2/3 не можете да го направите тоа, да 20% станат албански јазик. Кандидатот од Знам пак со спротивен став. Тој смета дека воопшто не треба да се чепка уставот, вклучително и за прашањето за избор на председател во собрание. Веќе трета деценија поедини политички сили во државата говорат, а за жал нашата политичка елита, водејќи се субјективно и лукративно, одстапува во континуитет. Кандидатот од Гром смета дека треба да се зголемат надлежностите на председателот. Шефот на државата треба да има ингеренции да одредува дел од клучните функции како членови на Уставен суд. Сметам дека и во судскиот совет и во советот и во Уставниот суд треба да председателот ги предлага директно, без било какво партиско политичко пазарење во парламентот заедно со политичките партии. Според кандидатката на ВМРО ДПМН, доколку уставот се чепка, потребни се темелни реформи кои ќе се базираат на експертска анализа и градење на широк консензус. Не една влада, две влади во една понекогаш, два парламенти во кои нема комуникација, а мора да ја има. Што треба да се направи? Јас кажувам дека се потребни темелни уставни реформи на овој Франкенштајн од устав. Кандидатката од Левица смета дека се потребни радикални промени на уставот, односно според неја на Македонија е потребен целосно нов граѓански устав. Радикална, значи нов устав, би искористила мојата уставна ингеренција да покренам иницијатива со сите овие слабости што уставниот поредок ги покажува, меѓутоа велам и тој самиот продуцира. Кандидатот од Европскиот фронт наместо избор на народот бара председателот да се бира во парламентот. Според него тоа би било унапредување на демократија. И мислам дека во еден инклузивен процес, во кој што и помеѓу македонскиот етнички блок ќе има деполаризација и консензус по за еден авторитет кој ќе деполаризира. Меѓутоа и вклучување на сите останати заедници во донесување на одлуката. Промена на формулацијата 20% која се однесува на албанскиот јазик, уставни измени и повеќе ингеренција на председателот се предлозите на кандидатот од Вреди. Да отвориме дебата меѓу нас и да разговараме и за нов устав, и за нови ингеренции на председател, или за други евентуални решенија за проблемите кои што ги имаме во државата. Сите 7 кандидати за шеф на државата ги видовме прв и единствен пат на предизборно соочување после пропаднатиот обид за мастер дебата зашто Алфа телевизија беше подготвена, но која пропадна поради повлекување на дел од другите национални телевизии.